Вие сте ненормални. Вие сте тотално забегани. Ама мечка, што Вие сте забегани комплет. Вие сте се договориле со Изет Меджити гонењето да не бидело моноетничко. Па вие сте будали, бе. На 4 македонци и 1 албанец. И излагате нешто, Асо Николовски, тие бугарите вака. Мајку им, држ ме мечка. Море да се најде некој како тала ти рече не ми мавте со прстот и го скршам. Ајде да го видиме видеото што вика Изет Меджити за балансерот. Имаме политички договор тоа да се среди со закон за правична застапеност, но и квалитет. Што ќе се разликува? Тоа значи дека ако треба да се вработи македонец, да, ќе се вработи македонец, но најквалитетниот. Ако треба да се вработи албанец, да, но најквалитетниот, бидејќи тој најобразован, најспремен и утре заутре ќе биде подобро ќе служи на граѓаните за нивните потреби. Имате ли усогласеност на ниво на влада со коалицијските партнери за ваков закон? Да, имаме, и мислам дека тоа е најдоброто за државата и само треба да најдеме начин да евентуално да има некој евиденција на етничка припадност во администрацијата без да се косиме со приватноста на информациите. Значи тоа ќе го укинеме балансерот ова ви правеле шашма. Како да ви кажам? Они се договориле ќе збораме они си збореле меѓу себе ќе збораме да ќе го укинеме балансерот, а ќе го средиме ние со друг закон за правична застапеност, тоа никој нема да ваква. Балансерот деме ќе зборам ја така на митинзи ќе го укинеме балансерот. И он стварно на митинзи ќе го укинеме балансерот а ваму шемиче ќе правиме закон, не се уживајте вие, сеете мирни, не се кирете, ќе ви среди баткомици. И де факто тоа се случува. Со тоа што за прв пат се формира комисија за правична застапеност у собрание со кое што ќе раководи Дуј. Се сеќавате кога беше гласањето за зголемување на бројот на министерства во владата, Дуј не кеше да гласа, па отидоа имаше пауза 3 сати, па Дуј се согласи да гласа, а ВМРО им даде комисија да ја водат комисијата за правична застапеност. Има и закон за тоа. Што значи дека сега они имале цела стратегија како ќе го лажат народов, дека ќе го укинат балансерот, ама ќе донесат закон за правична застапеност. Значи они имале цела шема. Све разработено. Ќе го лажеме народов дека ќе укинеме балансеров, а ваму ќе носиме закон за правична застапеност. Тоа се ќути. Тоа си го знаат меѓу себе. Ете тоа е. Не. Изет Меджити ги издаде за коалицијата со Дуј. Ајде да го пуштиме Изет Меджити, влен јавно соработуваме со Дуј и после тоа можеш одма да го пуштиш видеото кај што практично Меджити кажува дека некој од Дуј ќе лежи мало сутра. Пушти ги двете едно по друго како што се поред. За двотретинското мнозинство како лесно да наоѓавте досега поддршка од Дуј? Постои ли тајна соработка или коалиција со интегративците? Не, мислам тоа беше и јавно, дека за законот за локална самоуправа, за да се избегнат избори пред редовните избори, тоа во 3 општини, има поддршка и од Европскиот фронт, тоест од Демократската унија за интеграција, што е во интерес на граѓаните и мислам дека се штеди буџетот на државата. Досега постојано како коалиција ги обвинувавте Дуј за криминал. Дали нешто конкретно пријавивте во обвинителството? Мислам дека се работи во ова насока. Ние се договоривме, еден од принципите на новата влада да биде борба против корупцијата и тоа безкомпромисно, но тоа да не биде ни моноетнички, ни реваншисти, да се реваншираме, туку сите тој кои што се прегазиле одредбите законот да одговараат за тоа. Досега постојано како коалиција ги обвинувавте Дуј за криминал. Дали нешто конкретно пријавивте во обвинителството? Мислам дека се работи во ова насока. Ние се договоривме, еден од принципите на новата влада да биде борба против корупцијата и тоа безкомпромисно. Ама тоа значи вака, да не биде моноетнички, да не биде реваншизм. Демек криминалот има етникум. Демек ако
биде обвинет за криминал некој бивш функционер албанец, тогаш ќе мора да биде обвинет и еден или двајца македонци. Не, поише 4. Без разлика Правична дали, чекајте ме застапеност. малце, без разлика дали има основа за тоа. Абе, ако некој е криминалец, е криминалец. Без разлика дали е македонец, албанец, србин, што сака нека биде. Криминалец е криминалец. Да, тогаш на тој човек националноста му е криминалец. Да не бидело гонењето моноетничко. Море. Што кажа бе? Триопол. Тритерол. Не дупио бе, брат. Што кажа бе? Да не било гонењето моноетничко. Какво е тоа? Таму не се бира. Дејан Мака вика трокира кој југо во јануар. Се извинувам на публиката. Да не бидело гонењето моноетничко. Тој што законот огрешил да биде гонет. А дали може некој од мешан брак, прашува Кирил, да се гони? Дали може од мешан брак да се гони? Зависи кој се мешанците. Замисли кој измешал. Правична застапеност Како по бе затворите. вака, да не било моноетничко гонењето. Гонењето е гонење на криминал, мислам, не знам. Како? Затоа ли влагате прва акција вие кај македонци? А? Кај што најдовте... Кај што најдовте... Кај што најдовте кристали од лустери ги пријавивте ко диаманти. Затоа влагате кај македонци. За да не ви се налјути изет дека сте моноетнички ги... Па вие за да не бидело дека е моноетнички одењето у Вашингтон го земавте Африм Гаши да иде на состанок на невладина организација. Па вие сте ненормални бе луѓе. Вие сте ненормални. Вие сте тотално забегани. Ама мечка, што е Вие сте забегани комплет. Вие сте се договориле со Изет Меджити гонењето да не бидело моноетничко. Па вие сте будали бе. на 4 македонци и еден албанец. И излагате нешто Асо Николовски, тие бугарите вака. Мајку им, држ ме мечка. Море да се најде некој како тала да ти рече не ми мавте со прстот да ти го скршам. Ај, да не било гонењето моноетничко. Се договориле со Мицкоски. Ало, ви се забегани комплет бе. Мечка, ама и Джемел Беджети и Арбон ни кажаа, брат, кој е проблемот оваа држава. И двајцата... Само што ми испратија вака високо информирани лица, Дека нема моноетничко да е? вика нека се почне од Изет со над 30 висококатници за сиде муџахедини за плоштадот Скендербек, за општина Чаир и така натаму. Ама у плошадот Скендербек не е моноетнички криминалот. Мултиетнички е. Дај бе овој ти го пушти тоа што е линковите од 360 што беа за... Ама го Чекајте бе малце, чекаме, не ми улетуј збор. За Скендербек имаме за плоштадот наш текст пишувано. Не сум ти ја Мицко, брат. Па ти Ацо, па Која што нешто... му и уле? Па ти нешто Да вака. ти ја земам славата, Да ми ја малце. зимаш славата. Не свати, еј. Ја рекол ќе влезеш у дебата. Не можам. Да бе скриншот. Балансер за апсење. Арбон, не бе брат. Вика сака да каже дека судиите и јавните обвинители да не судат како порано за некој мајка и така се случува албанците били дискриминирани во присуството во пресудите. Не. Ја ќе се согласам со тебе Арбон, ако ти кажеш, види. Процентот на уапсени, обвинети, затворени е поголем кај некоја етничка заедница во споредба со македонците. Ќе се согласам ако имаме таква статистика и можеме да бараме тогаш некаква склоност.
Тоа ќе се согласам. Но тоа е работа на, тоа е анализа на правосудниот систем и како постапува правосудниот систем и дали има некакви, дали постои некаква дискриминаторска политика или дискриминаторско однесување од страна на системот на суди и обвинители. Тоа може да го анализираме, да го збориме. Но да кажеш дека ти како коалиционен партнер си се договарал со другиот коалиционен партнер обвиненијата да не биле моноетнички, тоа е надвор од секаква логика. Прво, извршната власт не може да биде судија, обвинител, ништо. Извршната власт не смее да се меша во обвинителството и во судството. Извршната власт треба да биде одвоена од правосудната власт. Значи не смее да се меша таму. Како тоа Изет се договарал со Мицкоски, ни Изет е обвинител, ни Мицкоски е судија. Се договарал да не бидело гонењето моноетничко. Таму не постои, не може таму да има договор. Гонењето во оваа држава го прави обвинителството, полицијата и судот. Не Изет и Мицко. Сејо. Не навлагај у тоа. Само Сеат Кочан беше друга етничка зедница. Не беше и оној... Ама управо се албанците. Они си се држат и се... Ај молим те, пушти ова за Изет Меджити. Ај нека почнат ова. Еве. Да не биде моноетнички, ај. Еве обвинија, има обвинение за Кармзов, Мрзов, таму не знам колку луѓе си. Ај пушти го ова да видиме. Дај бе вода. Дали за овие ќе отворат едно вакво. Ајде го пуштивте ли? Меджити призна дека легализирал дивоградби во Чаир, велат од ДУИ повикуваат правосудните органи да постапат по случајот. Он призна дека направи Ама криминал. чекај, дајте го скриншотот од истражувањето на 360. 360 имаше истражување во кое што они најдоа дека Изет Меджити. Легализирал дивоградби во 2022, 21, 23 со антидатирани документи, со антидатирани печати. Ајде пуштете да видиме. Ама мечка до да стигне Изет Меджити има 4 македонци пред него што треба да ги уапсат. Најмалце. Ајде да видиме. Петар вели ова Мирса Даут вика, значи нас турците нема се ќе не гонат помалце сме. Да. Цепајте вие, брат. Имаш 4 македонци, еден албанец, веројатно еден пола србин некој. Да, одмешан брак еден. Чекај малце. Имаш 4 македонци, еден албанец, еден ром, Еден србин. србите и хрватите ако се договорат заеднички, они да прават бизнис. Да. Еден, па после сте вие. А бугарите? Последни. Бугарите... Временска машина во Чаир, висококатлици изградени последниве 2-3 години, легализирани како да постоеле во 2011. Текстов е објавен на во 23-та. Вели, дали нови дивоградби во Чаир се легализирале со стари архивски броеви, прашање до Изет Меджити. За ова мултиетничкиот криминал ќе има истрага од обвинителството? Од ДКСК, од коалициониот партнер Мицика, а? Па тој го има осудено нормално. Дали ќе има реакција, некаква истрага? Бидејќи мислам дека овој криминал овдека е мултиетнички. Затоа што овдека требало да има и некој катастар, некој транспорт и врски и така натаму да...
А Емир Усовски прашува, а Торбеши ти вие брат, Не сте ние сме устав. исти, шо? Не сте устав, вие... Зашо бе нема, ти па им македонци се. Не, ама он као Не се сме- двои као посебен. Како може да ги ставаме устав македонци? Само различна вера има. Они бара, Кој бараше бе? они. Бара удбаши. Бара Не. удбаши у нивно име. За да ги одвојат да го уште толку да го раскрчат македонското Ја се ткиво. Ај расправам. не навлагај у тоа. Што е Жити се. Вамароец? А, Торбеш. За таа. дали ова ќе го отвори обвинителството како предмет, пошто е веројатно мултиетнички овдека, а? Ќе го отвора тоа? Значи, последниве 2-3 години, значи 21, 22, 23, згради изградени без дозвола за градба, Изет Меджити ги легализирал со антидатирани печати, документи и архивски броеви. Ова ќе коалициониот партнер на Изет Меджити ќе го се договорил за ова. Обвинителството ќе превземе некакви действија. Тоа прв пакет преговори бил. Ќе го разгледаат. А? Или вие нема да го чепкате пошто да не биде моноетнички. А? Срам да ви е бруки едни, вие комити сте биле. Кои комити? Чега од Изет не е тоа све. Изет кажува дали ќе се донесе законот за бранители. Он вика тој закон вечно ќе останал заглавен во комисија. Ајде да го видиме Изет Меджити за законот за бранители. Се противите на законот за бранители и условувате паралелно да се донесе закон за привилегии на припадниците на ОНА. Сте разговарале со премиерот Мицковски на оваа тема? Има усогласеност? Не, дилемата и прашањето е зошто Социјалдемократскиот сојуз, кој што до вчера значи, се бореше за граѓански концепт, кој што направи резултат и со албански гласови, има видни членови во нивните структури албанци, не направи во однос на ова ништо, значи во последни дека беше власт 8 години и зошто баш сега значи имаат предлог за бранителите. Ова мислам е дневна политика и оди во функција на дестабилизација на процесите и на државата. Со Мицковски сте разговарале на темата како да се излезе од ситуацијата во однос на бранителите? Ние имаме конечен став, значи дека не може да не е добра за процесите и за државата, значи и не е во приоритетите да се донесе таков закон. И тоа е сега заглавен во комисија кој што од се Меѓуетничка дестабилизација, меѓу. Ама истото го збори Оди, Стојан бе. Чанкелов. Мечка. Зашто те изнервирам уште поише? Не. Значи, да, има вдека еден коментар, вика, за да се докаже дека зградиве се изградени последниве години, само нека го симнат Google Earth и ќе видите точно кога почна да се градат зградите, точно. Тие се заведени дека се градени 2010, 11, 12, а ако отворите на Google Earth од 2010, 11, 12, 13, таму не постојат згради. Зградите се појавуваат на Google Earth 2021, 22, 23. А он ги завел дека се изградени у 2011. Ето. Тоа е. И он ќе збори за Чесен. меѓуетнички тензии, моноетничко гонење. Само тензиите се меѓуетнички, а гонењето не сме да биде моноетничко. А тоа што работиш у Министерство за екологија, тоа знаеш, контролираш таму што ти се дешава или ти ги инструираш да го прават тоа што се прави. Ќе го отвориме и тоа прашање во наредните неколку недели. Колку имаш направено за 100 дена шашми? Ќе го отвориме и тоа прашање за деновиве. Ајде да го видиме. Да го видиме Стојан. Поздрав до екипата на Твитер. Стојан Чангелов. А чекај, Стојан Чангелов и Изет Меджити имаат исти Исти ставови? ставови, да. Па они се воени другари.
Може. Што може? Не ми го Стојанче. Ајде да го видим. Абе не ми го пуштај. Абе да го види народот бе. Не бе брат. И не го коментира. Абе нека да си го види сала. Не бе брат, од каде е? Од Сител. Изјава за Значи Сител. не. Не ми го пуштај. А изе за братучет му? Што се бори против непотизам? Ај, нека го пушти видеото, бе, што ќе го најдеме скринот. Пушти го за се бори против непотизам. Велите борбата против корупцијата и против непотизмот се ваш приоритет како влада, но во јавноста ве обвинуваат меѓу кои опозицијата дека ваши роднини се поставуваат на високи позиции. Точно ли е дека новиот директор на МЕПСО е ваш братучет? Значи, да, тој беше во основачите на демократското движење, дел од битните структури од помладага генерација, но не се точни другите обвинувања на опозицијата. Не се точни другите обвинувања. Кои други обвинувања? Кој други обвинувањата? Обвинувањата Не ти е беше братучет. Не бе обвинувања, ние го пишавме текстот дека ти е братучет. Вика, точно ли Значи, дека ние ваш го- братучет е браво? Точно е. Да, Ама другите вика обвинувања да. не се точни. Кои се другите обвинувања што не се точни? Ти е братучет. И у целава ситуација е најтрагично тоа што ДКСК го бранеш Изет Меджити, а Изет Меджити ги тушираше сега со златен дожд. Ги тушираше овие од ДКСК. Овие од ДКСК викаа не е проблем тоа, не му е братучет, нема проблем. Не живеат заедно, затоа немало проблем. Ама ние... Пази го објаснувањето, они не живееле заедно, нема непотизам. А неговото објаснување, он бил одамна у структурите на тоа како и да му се вика партичката и заради тоа. Ама види што е заебанцијата. Ние предпоставивме кога излезе, кога го објавивме овој скандал, ние предпоставивме дека демократското движење, уствари партијата Влен, ги сближило. Они не се знаеле до претходно дека се братучеди. И они се сближиле благодарение на политиката. Значи, тоа што му е братучет точно е, ама не се точни другите обвинувања. Мечка е политички новинар, што веќе не му следи политика. Да. Тачно. Бе брат, оваа држава да следиш политика е ко... Не знам. Монти Пајтон е Ама овие од ДКСК ми е за- највише кеф што Изет Меджити сега ве прскаше. Филип Величковиќ вика не се точни наводите дека се бори против непотизам. Така е. Другите обвинувања Да, не биле точни, тоа е дека се борел против непотизам. Да, точно Филип Величковиќ е управо. Ау. Што да го слушам, Стојанче? Па да видиш дека македонецот му е најлош непријател на Македонец. Стојанче ти е деминутив. Ајде, пушти го. Пушти го, Стојанче, ајде. Предлаго законот на Славјанка е кукавичко јајце, закон кој што дури и да помине е неспроведлив, затоа што таа во законот за бранителите од 2001 година ги додала и двете хеликоптерски несреќи, онаа кај Катлановско блаце и хеликоптерската несреќа кај Струмица. Воедно го додала и Диво населје, односно семејствата на загинатите бранители кај Диво населје, кои што беа праведно обештетени со по 70.000 евра и кои што воопшто немат поборување за зголемување на нивното праведно обештетување. Истовремено е употребена една неспроведлива формула, односно овој предлог да се однесува на сите загинати припадници на македонската армија и полиција, како и на повредените или ранетите припадници на македонската армија и полиција од 1991 година до денес. Нешто што едноставно во реалноста не може да се спроведе. Ваков каков што е, законот на Славјанка, дури и да помине во собранието, подоцна нема да биде спроведлив. Затоа сметам дека тоа е кукавичко јајце, злонамерен предлог, со кој што намерно е изнудена реакција на владиниот партнер од албанските редови во владата
истовремено давајќи простор на условно речено албанската опозиција во Македонија, односно ДУИ, да може силно да реагира за ваквиот предлог да не помине, а со тоа да се нанесе штета на владината коалиција. Пази му изјава. Што да коментираме на оваа изјава? Треба бранители овие што се достоинство треба да го фатат и сега да не знам. Што? Што да коментираме на оваа изјава? Луѓето од хеликоптерската несреќа и нивните семејства не треба да земат пари, од паднатиот авион на Борис Траговски не треба да земат пари, тие од 91 до натака до 2001 не треба да земат пари, од диво населје не треба да земат пари. Им дале пари, 70.000 евра било правично обештетување, ама- немале нови побарувања. Ама немаат нови побарувања, со законот се вика тие што земале обештетување да добијат значи ако тоа, земале да. 70.000 ќе добијат уште 10.000 плюс, Да, да. затоа што со овој закон се предвидува 80.000. И ќе земат 10.000 плюс. Стојанче, брат, ни те барам, ни да ме бараш. После оваа изјава. Вака, до сега некоја комуникација сме имали пожари кога имаш и така натаму и сум те барал и После ова, тере брат.